Центарот за развој на Источниот регион ги утврди приоритетните проекти што треба да се реализираат во наредниот 5-годишен период, а што ќе придонесат за подобрување на условите за живот на граѓаните во сите 11 општини. Проектите се влезени во програмата за развој на регионот до 2019 година, а на јавна презентација во Штип беа изложени пред представници од општините, од граѓанското општество и приватниот сектор, како и пред представници од ресорните министерства и меѓународните институции. Најголем дел од нив се однесуваат на комуналната инфраструктура, но има и такви кои се од поширок регионален карактер и на подолг рок би создали услови за економски развој и на регионот и на државата воопшто. За нас многу значаен проект е проектот што веќе е почнат, тоа е проектот Миладиновци Штип автопатот, понатаму ќе продолжи со еден експресен пат со 4 ленти од Штип до Кочани, исто така да треба да се изгради и да се продолжи со изградба на патот кон границата со Бугарија, кон Берово, понатаму Пробиштип-Крупиште, исто така и неколку многу значајни регионални проекти кои што ќе придонесат за развој на туризмот во Источниот регион, а тоа се патниот правец Пробиштип Пониква, исто така поврзување на Македонска каменица со рудникот Тораница, односно со општина Крива Паланка и едно заживување на целиот овој дел. Освен овие проекти, во програмата за развој во наредниот 5-годишен период е влезена и регионалната депонија за цврст отпад. Тоа е проект кој што официјално градежниот дел ќе започне некаде во 2017 година со изведба на самата депонија по утврдување на местоположбата, односно локацијата, зашто во меѓувреме се прави студија за одржливост. Започуваме со втора фаза од проектот за географско-информационен систем во Источно-Атлантски регион, а тоа е подземен катастар. Повторно ги воспоставивме контактите со Центарот за меѓународна соработка и развој при Влада на Република Словенија, кои што доделуваат грант. Бараме да се обезбедат некаде околу 1 милион евра. Прашање е колку од она што се става во планските документи е реално остварливо и во предвидениот рок навистина ќе го добијат општините, односно граѓаните. Тоа секако најмногу зависи дали ќе се обезбедат доволно пари. За наредната година, за 2015 година, во буџетот на Министерството и Бирото за регионален развој како надлежни институции за спроведување на политиката за рамномерен регионален развој се издвоени 110 милиони денари, кои што ќе бидат соодветно распределени за планските региони, за подрачјата со специфични развојни потреби и за селата. Значи имаме благо зголемување, односно се бележи тренд во средствата кои што се дистрибуираат за поттикнување на рамномерниот регионален развој. Програмата за развој на регионот е изготвена во согласност со методологијата на Министерството за локална самоуправа, а дел од неа се реализира со поддршка од германската GIZ-RED, програма за регионален економски развој во Македонија. Што е важно за новата програма, поконкретно за овој регион, во процесот на развој на програмите за развој, ние ги вклучивме сите партнери, сите релевантни партнери, сите градоначалници на општините, граѓанското општество, бизнис секторот од регионот. Се ова со цел да се осигураме дека она што ќе се напише, ќе се вклучи во новите програми, ќе биде создадено со учество на сите релевантни групи. Следната важна точка е тоа што во процесот на создавањето на програмите соработуваме и со центрите за развој, со регионалните совети и со Министерството, бидејќи сакаме да се осигураме дека го имаат потребното знаење и искуство за да најдат средства за имплементирање на проектите. Шварц рече дека постојат пари за реализација на сите проекти, а извори се националниот буџет и фондовите на Европската унија. Бидејќи понекогаш е тешко да се пристапи до овие средства, паралелно со подржувањето на подготовката на програмите, представниците од GIZ-RED програмата се овде за да се обезбеди сигурност оти ќе се најдат средства за сите проекти.